Што за тебе представуваат слободата на изразување, медиумските слободи, па и активизмот во таа смисла? Слободата представува можност да било кој и да е на власт, било кој да има моќта, ти да можеш да застанеш наспроти него, да му го кажеш тоа што го имаш, тоа што го прави погрешно, тоа што може да го направи подобро, да не си поставуваш како за почеток самиот на себе стеги и да не ги прифаќаш стегите кои што секако сите кои што имаат некаква моќ, дали се тоа од власта, дали се тоа од бизнисот, секако ќе се обидат тоа да го направат и да ти ги постават тие стеги. Тоа треба од секој од нас да извира и сите ние да се бориме против тоа, односно да создадеме услови каде што ќе можеме самите да си го кажеме тоа што го имаме. Дали досега си се соочил со некаков вид на притисоци, без разлика дали доаѓаат од политички центри на моќ или бизнис центри на моќ, и како се справуваш со истите? Па добро, ако можеме, сега не знам во што да го ставиме, дали како притисок затварањето на А1 пред многу години, а сега со постоењето на порталите има една поголема слобода и нема баш можност за такви притисоци, бидејќи таму има многу помала зависноста, не ти треба дозволи и сето тоа, така да не можам да се пожалам од тој аспект, од некакви притисоци, но уште еднаш ќе кажам дека мора самите тоа да се бориме против тоа. Кои се твоите препораки во контекст на борбата за медиумски слободи? Имаме во однос на медиумите имаме примери кај што баш ова што го зборувам, телевизии кои што до пред неколку месеци поддржува една политичка партија, во моментот кога таа си оди од власт, гледаме дека полека преминуваат со поддршка кон политичката опција која што дошла на власт, така да од тука извира проблемот. И од собствениците кои што на медиуми кои што ќе се обидуваат да наметнуваат кон новинарите, но на крај се зависи од новинарите дали самите тие ќе го прифатат тоа, дали ќе се спротистават, дали ќе го работат тоа, дали ќе слугуваат на некого. Тоа е на крај.